Министерка и гувернерке, благодарам што одвоивте време за Гласот на Америка. Од ММФ со порака дека глобалната економија забавува и има најслабо темпо на развој од светската финансиска криза наваму. Трговската војна меѓу САД и Кина продолжува да ја подкопува деловната доверба и инвестициите. Која е пораката за 2020? Ваша оценка една министерка? Да, ви благодарам на поканата. Како што знаете, се одвиваат годишните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка, каде што дискутираме за прогресот на земјата, за проектите кои што ги имаме направено и сега кога споменувате за корекцијата на Меѓународниот монетарен фонд за светската економија, добро е да кажеме дека во такви услови по втори пат Меѓународниот монетарен фонд ја коригира нагорно растот на македонската економија. Односно сега ова е најнов податок нели од вчера, растот е проектиран на 3.2%, односно ревидиран после првата ревизија која беше направена во април. Што значи дека добри се изгледите за растот на македонската економија и добро е што може да се каже дека зборуваме за раст на една широка основа. При раст на инвестицијската активност, раст на градежништвото, раст на потрошувачката, раст на извозот, значи раст на кредитирањето на приватниот сектор. Од тука си даваме за право нели да кажеме дека македонската економија е во добра кондиција, се движи одлично и можеме да кажеме дека е реално очекувањето да го достигнеме проектираниот раст од 3.5%, кој што воедно е проекција на Министерството за финансии, но исто така и проекција на Народната банка на Република Северна Македонија. Во однос на ова што споменувате за глобалните економски движења и влијанието врз нели македонската економија, од тука исто така бројките кога ги погледнеме, да, значи имаме ние извоз кон Европа 82%, имаме од друга страна извоз кон Германија учествува во портфолиото со 49%, меѓутоа ако ги погледнеме и актуелните бројки, гледаме дека во периодот јануари-август оваа година растот кон Германија точно бележи 20% раст, односно имаме. Исто така растот кон ЕУ е 13%, што значи дека може да кажеме дека еве кога ги зборуваме Германија и ЕУ, можеме да кажеме дека конкретно со Германија се работи за една нееластична побарувачка, бидејќи нели тие се договори кои што македонските компании ги имаат направено на подолг рок. Секако дека е важно да ги следиме, да следиме движењата и секако дека има влијание за нас како мала и отворена земја, општо светските влијанија, дека е важно да се следат мерките и политиките, за да од една страна превенираме, но од друга страна таа мала економија која што велиме, може да ја гледаме како позитивно, дека сме флексибилни, да се адаптираме и да применуваме мерки кои што ќе овозможат да растеме и тоа сме го докажале со резултатите кои што ги имаме во економскиот раст оваа година и 2018 секако. Отстранувањето на трговските бариери се наметна како една од темиве на годишниот собир на ММФ и Светската банка, на кој учествуваат 189 државници и експерти. Каква атмосферата, гувернерки? Добро, јасно е нели ова прашање околу трговските тензии и нивните импликации врз глобалниот раст се јасни, подолго време се дискутираат. Впрочем, една од причините зошто во последниот период на континуирана основа се прави надолна ревизија на очекувањата за глобалниот раст се токму трговските тензии, кои што започна од почетокот на 2018 година и понатаму ризиците кои што беа поврзани со овој процес се материализираа. Имаше пролиферација на мерки преземање од страна на Соединетите Американски држави, Кина и така натаму. Ризиците постојат, значи никој не може да ги потцени нормално тие ризици. Добро е што ние не сме директно изложени на овие ризици, бидејќи нашата трговија и со Соединетите Американски држави и со Кина е мала. Например, минатата година бројките покажуваат дека нашиот извоз кон САД и кон Кина е речиси околу 1%, неговото учество во вкупниот извоз. Меѓутоа, сепак за нас клучно ќе биде натамошната состојба, дали понатаму ќе има смирување на трговските тензии или пак натамошна ескалација. Ефектите кои што нашата економија би ги осетила, всушност би биле ефекти преку посредните канали. Тоа е степено до кој што би била побудена европската економија како најзначаен наш трговски партнер, кажа министерката, колку е извозот и колку навистина Европската унија е значаен трговски партнер за нас. Особено што ќе се случува со германската економија, а важноста на германската економија за нас е голема со оглед на високиот степен на интегрираност на нашата економија во глобалниот синџир на трговија, особено германскиот синџир на трговија. Сега последниот светски економски преглед кој што е објавен од страна на Меѓународниот монетарен фонд, како што веќе беше и посочено, упатува на
надолни корекции на глобалниот раст, иако секако да потенцираме се зборува за раст, значи не зборуваме за пат на глобалната економска активност, меѓутоа трендот на забавување на таа глобална економска активност продолжува. Минатата година таа беше оценета на 3,6%, оваа година глобалниот раст се проценува некаде околу 3%, а за наредната година веќе се очекува постепено негово забрзување до ниво 3,4%. Ако ја гледаме структурата, значи, од кои земји или групи на земји овие глобални трендови се водени, јасно се гледа дека ова е прилично дисперзирана слика, која што е релевантна и за најразвиените економии, но и за брзорастечките економиите во развој. Меѓутоа, дали сметате дека стимулирањето на економијата преку монетарната политика не може да се одрази негативно на подолг временски период врз Северна Македонија? Ме прашувате конкретно за стимулирањето преку нашата монетарна Да. политика? Да. Добро, сега за сега ние воопшто не гледаме така на состојбите. Ние за разлика од другите централни банки во глобални рамки, кои што презедоа ултраекспанзивни мерки, само за да ги облажат негативните ефекти од глобалната рецесија, кај нас и покрај тоа што презимавме навистина и водевме акомодативна монетарна политика, сепак ние сме се уште со позитивна каматна ставка за разлика од други централни банки и немавме такви ефекти како што презима, односно такви мерки кои што значат квантитативно полеснување. Значи сепак просторот за нашата монетарна политика е многу повисок од просторот кој што го имаат останатите монетарни политики, а од просторот нормално зависат и можните ефекти врз економијата. Кај нас целиот овој период, ако се направи анализа кој беше преносниот механизам и трансмисијата од монетарната политика во финансискиот систем, се забележува дека финансискиот сектор ги пратеше сигналите на Централната банка, како ја намалувавме ние основната каматна ставка, така и банкарскиот систем ги намалуваше активните каматни ставки. Тоа секако резултираше во поволни услови за кредитирање, зголемена побарувачка од страна на корпоративниот сектор и од страна на населението и сето тоа значеше и значајна поддршка за економскиот раст кај нас. Меѓутоа, генерално тука е прашање кое што е многу актуелно во овој контекст, се дискутира и сега на овие настани, а тоа е прашањето дали задржувањето и натаму на ултраекспанзивна монетарна политика може да предизвика позначени ефекти во финансискиот систем, пред се аспект на тоа што ниските приноси јасно е стимулираат поголемо изложување и поголемо преземање на ризик. Меѓутоа, состојбата кај нас е многу поразлична од состојбата во развиените економии. Министерке, пратениците минатата седмица го изгласа ребалансот за 2019 и вообичаено меѓусебни префарбувања власт опозиција и обратно. Дали има кратења во секторот за странски инвестиции во образование? Зошто ребаланс сега? Ребаланс, знаете дека е пракса во изминативе, па не знам, речиси секоја година се прави ребаланс и тоа е нормална алатка за корекција, односно да се алоцираат средства онаму каде што се најпотребни, каде што е увидено дека ќе дадат поголеми економски ефекти. Не во прашањето посочивте дали имаме било какав корекција на приходите или на наплатата. Добро е што овој ребаланс не се прави заради проблеми во наплатата, туку одлично тече наплатата на приходната страна. Значи нема никакви корекции, минимални корекции на страна на приходната и расходната страна, туку повеќе се работи за реалокација, односно да кажеме сега се земаат средствата однаму каде што кај оние проекти кои што имале забавена динамика на реализација и се насочуваат онаму каде што ќе дадат поголеми економски ефекти. Односно владата и задача на владата е да ги увиди каде има најголеми проблеми, каде има најголеми предизвици и тука ако говориме една и од темите за човечкиот капитал и тука се разговара на годишните средби, значи точно се ребалансот се алоцираат средства во насока на поддршка на мотивираноста на вработените преку новите мерки за субвенционирање на придонесите на платите, за силна финансиска поддршка на бизнисот, се враќаат повеќе пари кај граѓаните, значи целиот ребаланс е во насока на алоцирање на средствата, едноставно онаму каде што ќе дадат поголеми ефекти, бидејќи ако имаме средства алоцирани во одредени проекти кои што не се трошат, нормално е со ребалансот да се направи корекција и да се насочат онаму каде што ќе дадат поволни и добри резултати за економски раст. Едно прашање накусо за двете. Македонија
излезе од длабока политичка криза последниве 3 години. Членството на НАТО во НАТО е на дофат, европската перспектива е неизвестна, меѓутоа и Македонија чикори напред. Како се одразува тоа врз економијата? Значи оценка од вас министерки, од вас гувернерки. Еве ќе оставам предност на гувернерката. Добро, ако се погледнат искуствата во другите земји кои што поминале низ овој процес низ кој што ние сега практично поминуваме, јасно е дека треба да очекуваме позитивни резултати. Тие позитивни резултати не се случуваат преку ноќ, потребно е подолго време, секако. Меѓутоа, податоците, ако ги анализираме, она што може да се забележи е првите резултати, вообичаено се забележуваат во сегментот на приливот на различни видови на финансиски текови во капиталната сметка. Тука вообичаено станува збор за зголемени приливи на странските директни инвестиции. Во некои земји износот на странски директни инвестиции во оваа фаза се зголемил значајно, дури достигнувајќи двојно повисок износи од, да речем, просечниот износ во последните 5-6 години пред да се најдат земјите во оваа фаза. Меѓутоа, бенефитите не треба да ги очекуваме само во екстерниот сектор, значи во приливите на капитални приливи, бидејќи капиталните приливи значат во основа поголем финансиски потенцијал во економијата, кој завршува во финансискиот систем, банкарскиот систем, значи поголема финансиска интермедијација во самиот систем, има позитивни импликации во инвестициите во економијата, затоа што кога се работи за странски директни инвестиции, тоа вообичаено се стабилни, долгорочни текови, се работи за инвестиции. Тие инвестиции може да бидат позитивни во смисла на зголемување на потенцијалот на секоја една економија, бидејќи потенцијалот на долг рок на економијата се зголемува токму преку инвестициите. И сега, секако, кај нас, ние видовме минатата година позначителен пораст на странските директни инвестиции. Тие достигнаа, мислам, ако не и највисоко ниво, кое што во последниот период е присутно кај нас, 5,8% од бруто домашниот производ. Ќе видиме како ќе биде оваа година. Сега во првата половина од оваа година приливите на странски директни инвестиции продолжуваат, но тие се помали од тоа што ние очекувавме, не останува да видиме, бидејќи присутна е значајна волатилност од квартал до квартал, па да оставиме да видиме како ќе биде во натамошниот период. Меѓутоа, она што би сакала да го потенцираме, дека ние како Централна банка во нашиот макроекономски сет на проекции се уште го имаме вградено тоа пооптимистичко сценарио кое што би значило поголем износ на капитални приливи и поголеми ефекти кои што би се чувствувале во различните сегменти за нашата економија. Се уште тоа го комуницираме како позитивен евентуален ризик во однос на нашите макроекономски проекции. Еве, ако треба да додадам на се што кажа гувернерката, значи секако дека се очекува и поголема економска, финансиска, политичка стабилност, секако дека влијае и на невработеноста, ќе дополнам покрај на странските директни инвестиции, на растот на бруто домашниот производ, најчесто споредбите кога се прават на група земји кои што влегле во имаат членство во НАТО, обично се споредува 5 години пред влезот и 5 години по влегувањето, забележуваат покрај големите растови, како што кажа гувернерката, и во извозната активност и во странските директни инвестиции, исто така и овие земји членки кои што влегуваат, например, во 2004 година, ако се анализираат, имаат за над 2% раст во бруто домашниот производ. Значи се работи за една поволна околина и за инвестирање, и за економски раст, и за намалување на невработеност, и за зголемување на бедноста, но пред се сметам дека е многу важно и да знаеме дека сите напори, сите реформи кои што ги правиме како земја, треба да сме свесни дека ги правиме и за нас, за да сите ние напредуваме и за да имаме утре подобра и бизнес околина и подобра земја за живење. Не го правиме тоа само за да задоволиме критериуми, туку треба сите ние како граѓани да сме свесни дека го правиме за подобар живот и поквалитетен животен стандард на сите нас. Министерке, гувернерке, благодарам за разговорот. Благодариме.